Оваа ситуација не засака никого повеќе отколку нас учениците и сметам дека ако некој треба да биде прашан во случајов, тоа сме ние. Децата стално се покреативни и понекогаш може да најдат по-лесен и едноставно решение за некој проблем. Shkaku se kur flitet për ne, duhet të vendosim ne, ose të paktën të jemi pjesë e mënyrës se si vendoset apo çka vendoset. Dhe për këtë shkak duhet të dëgjohet zëri i të rinjve dhe të bashkëpunohet me ne. Онлайн наставата лани беше целосно неефикасно, затоа што нашата држава не е спремна за ваков пристап до образованието, затоа што требаше да се инвестира порано до дигитализација на образованието и не сега кога нема и време да се поготвуваме за новата учебна година што ќе го имаме од септември. Немаме стандардизација на оценување, немаме една унифицирана платформа за онлайн настава, значи голем број од наставниците користат други алатки и малце е проблематично на кај учениците да се адаптираат на различни алатки за онлайн настава. Она што Сојузот го предлага како алтернатива е така наречен комбиниран начин или пристап до наставата, а суштината на тој комбиниран начин е децентрализација. Тоа значи дека во помалите села, градови или места каде што ситуацијата со COVID-19 не е толку сериозна, има помал број на случаи, таму да речеме учениците да можат да тргнат веќе во училиште. Во местата каде што, како на пример, не знам, Скопје, Куманово во случајов, да се продолжи со онлайн настава, а таму каде што е негде на средина да се искомбинира. Едните да одат онлайн, другите да одат во училиште и потоа да се менуваат. Учениците би имале доволно добар пристап кон образованието и кон материјалот кој што тие го обработуваат, доколку би имале некаков вид на физички контакт во училницата, односно доколку би имале наставник или професор кој што би им помогнал во пренесувањето на материјалот кој што тие треба да го опфатат. Многу од нашите врсници немаат доволно услови за вршење на онлайн настава. Unë preferoj modelin e kombinuar apo modelin hibrid, I cili është një model boll I sigurt për nxënësit dhe nuk mund të rrezikohet jeta e një nxënësi. Edhe gjithashtu në një njëjtën kohë do kemi rezultate të mira nga mësimet të cilat ai nxënës do t'i marrë. Modeli mund t'jap një shembull, nëse një klas ka 20 nxënës, ato 20 nxënës të ndahen në 2 grupe dhe një grup të shkojë një ditë, grupa tjetër ditën tjetër dhe kështu të rrotullohet sistemi. Por brenda atyre ditëve të cilat ata nuk do të jenë në shkollë, do të kenë edhe online apo detyra të cilat nuk do ta humbin kohën për kot. Најчесто е така што им се дава глас на младите да се каже да, ние ги слушаме младите, меѓутоа всушност не се кажува што тие кажуваат. Никогаш не е слушнато тоа што на вистина се зборува, туку само да се каже да, ние ги слушнавме младите, имаа што да кажат, меѓутоа никој не размислува за тоа што е всушност кажано. Pra, do ju marr një shembull, në vitet e kaluara ne Unionin e Nxënësve kemi pasur një qendrim kundër ekspertëve të arsimit, shkaku se ne jemi ato të cilët qëndrojmë në banka prej 8 mëngjesi deri në 1 dhe në fund të ditës të vi një njeri I cili nuk është me ty prezent dhe të tregoj ty se ti çfarë të nevojitet, në të vërtetë është jo logjikshme, andaj qëndrimi jonë si organizat është që zëri I trimve të jetë edhe I vlerëshëm nëpër institucionet e shtetit, edhe arsimit. Се грижиме прво за квалитетно образование и се грижиме и за здравјето на средношколците и на родителите, па и за наставниците.
Така што после протестот, ако нашите барања пак не ќе ги земат во предвид, ние ќе продолжиме, како ретко кажав, ќе продолжиме со бојкот. Ако почнеме онлайн настава, средношколците низ целата држава ќе бидат офлайн до кога владата ќе ги земи во предвид нашите барања.